многу од младите не ги интересира политика и долго години во нашето општество важеше дека младите им е полесно да се иселат отколку да пробат да ги менуваат работите во своето мало, во својот град, во својот регион или во државата. Како ти гледаш на студентските протести кои се случија во 2014 година? Како ги гледам протестите, ги мислам како една од најдобрата работа што се има случаја на Македонија после 91 8 септември, бидејќи за прв пат во Македонија се случи вистинска грасрут идеја што потекнува од болката на младиот човек и се одрази на улиците и го за момент го размрда општеството дека не е водено само од политички елити, дека всушност граѓаните многу повеќе перцепираат работите што се случуваат и многу се поактивни отколку што до сега биле третирани. Бидејќи реално мислам младите до студентскиот пленум беа во главно рачунати како ресурс, не како граѓани. Значи за време на политичките кампањи нивната главна улога беше да лепат плакати, да не знам, да делат флаери, да мафтаат со знамиња, што е најтривијалната и најневажната работа во светот на политика. Како се справуваш ти со етикетите? Почеток, бидејќи ова трае долго време со етикетите. На почеток малку поагресивно од сега, бидејќи беше ново, не беше вистинито. Сега сватив дека грото од луѓето, без разлика дали имаат лоши мисли во умот или едноставно паднале као дел од тоа. Јас мислам дека ова сите луѓе во општеството се жртва на пропаганда. Дека живееме во општество каде што некој за да остане на власт мора да се направи фиктивен непријател. Дека тоа го држа неговиот живот. И јас не ги обвинувам луѓето што се дел од тоа, бидејќи кога некој цело време ти дрдори дека некој е лош и дека сака ти наштети, нормално дека после некој време дека некој ќе падне на таа фора. Мислам дека не им земам на зло кога ќе бидам дел од табор или кога ќе ме стават етикета, бидејќи луѓето не се криви се некој што ги злоупотребува сите механизми да направи да создаде непријател како младински образование. Можеш ли да ни го опишеш твоето чувство, твојата сатисфакција кога се случуваат оние мали победи во активизмот, чувството дека ги менуваш работите на подобро? Можеш ли да се сетиш на некои такви примери? Што знам, многу е убаво. Не знам, се најблизок пример, иако сме имали други, например. Најуспешно беше едно од најаките работи, добро од покрај Радио МОВ, е што сум бил дел од операција Гоце. Не бев нешто многу инволвиран, само им помагав на дечките наоколу со многу сервисни работи. И кога имаш министер што вика ова е опозиција, бегајте од ова, кој имаш председател на студентски парламент кој вика бегајте од ова, гадно е. И од денешка се појавува премиерот и очекуваш истата реторика. Премиерот вика студентите се управо и ќе реновираме. Што е многу мала победа дека веќе еден блок е реновиран, активно се реновира и се избега од тоа ова е дело на опозицијата или на Сорос или било што, туку вистински се помогна на студентите бејќи им треба. Што е Младинскиот образовен форум? Младинскиот образовен форум е младинска заедница која поттикнува дебата, слобода на изразување и информирање за младинските права и младински активизам. МОВ постои 15 години, формирана во 1999 година, и го водат пред се млади луѓе. Функционираме преку 4 програми, односно работата ни е структурирана низ програми кои што ги водат млади луѓе. Дебатна програма, во рамки на неа функционираат дебатни клубови низ цела Македонија кои што ги водат млади волонтери кои предаваат дебата на средношколци и организираат првенства и јавни надпревари за нив. Учиме право програма, таа ја водат млади правници, функционира исто низ цела Македонија, каде што средношколците имаат клубови по Учиме право, каде што се учи во суштина предметот во право, се учи граѓанското и кривичното право, но се учат и ЕУ институции, например, има различни симулации на судење. Имаме во рамки на организацијата еден дел налик на Think Tank организација, програмата за истражување, развој и анализа на младински образовни политики, која што се занимава пред се со истражување, градење на политики и застапување, и програма за младински активизам, во чиј рамки функционираат медија арт клубови во неколку градови, но им помага на млади од различни заедници кои што имаат некаква идеја за акција или волонтерски активности за својата заедница. Пред речиси 5 години основавме и младински медиум, Радио МОВ, интернет радио кое што
Во моментот кога го креиравме и осмислувавме, го правевме затоа што мислевме дека нема доволно информации за младите и образованието во традиционалниот македонски медиумски простор. И еве го неколку години подоцна не е само онлайн радио, туку и е веб медиум, кој што е меѓу релативно добро позиционираните медиуми кои што покриваат приоритетно области како образование. Младинскиот образовен форум собираше потписи против екстерното тестирање на средношколците. Се собра многу илјади потписи. Објаснете ни го процесот како ги собравте потписите. Екстерното тестирање, кое што се воведе како реформа во средното образование, иницијално нас не ни беше ниту во план да го следиме. Го бевме свесни за реформата, но не работевме активно на неа сето оние моменти кога почнаа многу ученици и многу родители да не се јавуваат или да не праќаат мејлови, да прашуваат или пак да реагираат за предизвици околу екстерното тестирање, што не беше повеќе од јасен знак дека оваа реформа е особено значајна. Како една од малкуте организации во Македонија кои го следат образованието, особено средното образование, пристапивме кон анализа на оваа реформа и тоа уште во првата година кога се спроведе. Тоа беше тешко да се направи затоа што немаше многу достапни документи, немаше анализа која што направиле институциите пред да воведат оваа реформа, па да се повикаме на неа. Единствено имавме 2 правилници на кои што можеме да се повикаме, законот, но останати документи немавме за да можеме да изработиме анализа. Она што ни остана во тој момент е да ја направиме анализата за оваа реформа преку медиумски објави, ги следевме објавите на медиумите и ги баравме оние кои беа поверодостојни, да речеме, околу проблеми или прашања кои што се појавиле, но иземавме мислење од професори и од ученици и изработивме анализа на реформата. Анализата опфаќаше повеќе работи. Од дали и каде се погрешно зацртани целите на екстерното тестирање, затоа што кај нас беа 2 цели. Едната беше да се само евалуира ученикот и да се провери објективноста на професорот. Ако ја погледнеме Словенија, која што има прилично слична политика, ќе забележиме дека нивните цели се многу подлабенски и значени за образовниот процес. Значи се мери познавањето на младите, на учениците на материјата, колку ефективно ја научила, кои се резултатите кои ги постигнуваат по различни предмети во различни училишта, со цел да се наоѓаат недостатоците и да се отстрануваат од образовниот систем. Кај нас немаше никаква повратна спрега кон образовниот систем, туку кон самите професори, кои што ќе добијат санкција или можеби награда, и кон учениците, кои што ќе добијат втора оценка, која што нив именува значајно во успехот. И доставивме таа анализа до Министерството за образование и наука со едно барање. Таа година екстерното да биде пилот, односно да го направат, како што беше почнато, да ги земат предвид сите информации кои ќе ги добијат, но да не останат тие бројки на штета оценки, на штета на учениците поради грешките во спроведувањето, но да се искористат за да се подобри за следната година и да се промени и адаптира реформата. Покрај проблемот во целите и тоа што отсуствуваше било каква анализа, тука имаше и многу други проблеми. Беше прекршен законот со непочитување на законските рокови за објавување на кога се спроведуваат тестирањата. Имаше голем број на технички пропусти со системот кои што влијаат многу негативно на психата на ученикот кога тој 4 часа треба да седи во училница чекајќи да се подигне системот или кога не се појавува сликата за која што тој треба да одговори од кога. Имаше и содржински пропусти, односно прашања кои што не одговара на материјата или пак немаа точни одговори. И со целата оваа серија на значајни пропусти, таа генерација ученици доби нереални оцени и беа трајно оштетени од брзоплето спроведување на реформа. Бидејќи МОН ги изигнорира препораките, она што го направивме, рековме во ред ќе собереме петиција да видиме колку луѓе сакаат ова да се примени. 26.000 професори, родители, ученици, граѓани дадоа свој подпис. И заедно со тие 26.000 подписи однесовме петицијата и повторно дополнетата анализа до МОН, барајќи уште еднаш, апелирајќи да биде пилот оваа година и да работиме да се подобри. Од Министерство ни се заблагодарија што го следиме образовниот процес и што еве сме партнери во истото за време кое што беше пократко од тоа што треба вистински за да се прочита анализата која што доставивме. Екстерното не се промени таа година. Нас доказ дека нашите барања и барањата на многу други граѓани беа исправни, беа што секоја година потоа екстерното се менува, адхократски. Значи, те се воведе базинот на прашања, па имаше професори кои што не добија санкции или награди. Односно, се покажа дека реформата е брзоплета и адхок. Нас си уште не отсуствува некоја значајна анализа да видиме кои биле ефектите од неа.
Но генерално образовниот систем во Македонија се соочува со тој проблем. Мислам, образованието има многу други проблеми. Ние имаме основни инфраструктурни проблеми од објектите во кои учат учениците, пристап до училишта, интеграција во училиштата каде што учениците не се физички или временски одделени во смени или спратови или објекти заради наставата која учат на различни јазици и не им се обезбедува простор да работат заедно. Корупција во образованието, проблеми со квалитетот на образованието кој го добиваат, самите учебници од кои што се учи. Значи проблемите се бројни и на Македонија подитно е потребна анализа на целокупниот образовен систем и стратешки пристап кон истиот. Слични проблеми гледаме и со Законот за високо образование, кој што рече веќе 13 пати се менува и тоа е сосем спротивно на стратешки и плански пристап. Македонија е млада земја, со многу, мислам, има значајна млада популација која е во образовниот систем и наместо подобрување на незината позиција, ние правиме непромислени брзи чекори за да го подобриме образовниот систем, што може би прават повеќе штета отколку корист. Што представува Младинскиот национален совет и која беше улогата на Младинскиот образовен форум во неговото формирање? Националниот младински совет како тело е структура која што постои во сите земји во Европа. Она што го дознавме, односно кога дознавме што е Национален младински совет и кога дознавме, не мислам ниту само на себе си, ниту само на МОВ, туку на многу други организации, е кога беше предложен еден контроверзен предлог закон за млади, лош поради тоа што не беше консултиран со никој пред да се најде во собраниска процедура. Многу организации имаа замерки за истиот и се повлече за понатамошни консултации со граѓанскиот сектор, кои што никогаш не почнаа. Во тој период при консултација на документи, анализи и меѓународни организации разбравме за концептот на Национален младински совет. Откривме дека Македонија е единствена земја на Балканот и во Европа која што нема никакво представничко тело за млади. Што е Национален младински совет? Треба да биде чадор организација на младинските структури кои постојат во една земја и да ги представува истите пред надлежните институции. Дали е тоа Министерство за млади, дали е тоа Министерство за образование таму каде што го нема за млади, дали е агенција некаква. Тоа тело, младинско, ги представува младите во тие органи и постојат и ко-менеджмент форми каде што младите одлучуваат заедно со представници на владата, например. Со тоа на ум, група организации одлучија да работат на овој процес и почнаа консултации низ целата земја, кој што трае, мислам дека 1 година за тоа каков совет сакаме, национален. Едно од интересните работи, например, што излега од консултациите што не ги очекувавме, беше след разговараше за некаква предлог структура и таа се промени на крај по консултациите, односно, например, политичките подмладоци успеа да ги убедат невладините организации дека заслужуваат место во Националниот младински совет. Година дена подоцна, Советот го основаа чинам 53 сојузи, организации за млади, организации водени од млади и подмладоци на политички партии, а денес ви брои веќе 60 организации, со што е најголемата представничка младинска структура и мрежа во Македонија. Ги брои Сојузот на извидници, Младината на Црвениот крст, 11 подмладоци на политички партии и многу други национални и локални организации. Советот има јасна политичка улога, а тоа е да ги представува позициите на младите пред институциите на системот и да се застапува за подобри политики на млади. Иронијата е што иако Советот постои 3 години, рече се, истиот не е признаен од институциите во Македонија, односно Агенцијата за млади и спорт како надлежна се уште на него не гледа како партнер. Тие оваа година, например, отпочнаа процес на планирање на новата национална стратегија за млади, но во ниту еден момент не ја искористија подадената рака Националниот младински совет да биде линкот меѓу нив и младите и да ги спроведат тие консултации. Улогата на МОВ беше како и на другите, мислам дека 17 организации кои беа дел од оној прв иницијативен одбор за Национален младински совет. Сето потрошивме многу од своето време и енергија на анализа документи, на разработка на концепти, на дебати и на консултациите, за на крај уште вкупно 53 организации да го основаат Советот. Јас имав чест да бидам еден од членовите на првиот управен одбор на тој Совет, што навистина беше за мене значајно искуство. И она што малку боли повеќе е што, иако институциите тука не го препознаваат телото како нивно одговорно за млади, во еден од извештаите на Европскиот парламент има јасна препорака Агенцијата за млади и спорт да соработува со Националниот младински совет. Сега веќе Советот е и кандидат членка со официјален статус во најголемото представничко тело на ниво на Европа, Европскиот младински форум, кој што го сочинуваат 100 национални чадор организации или совети
и дополнително меѓународни младински организации низ Европа. Значи излезе дека е полесно ти да бидеш признаен како легитимен и значаен надвор отколку во сопствената земја. Она што е исто важно за младите во Македонија, една нова тема која што се отвори во 2015, тоа е регионалната канцеларија за младинска соработка. Тој концепт кој што подразбира овозможување на мобилност, простор за движење, за учење, за активизам на младите од Босна и Херцеговина, Црна Гора, Косово, Албанија, Македонија и Србија, почна да се случува како приказна во Берлинскиот процес, и Македонија како земја не беше представена. Институциите на поканите кои ги добиле не се појавувале на средбите за осмислување на овој концепт, односно земјата не покажала никаков интерес. На самитот во Виена оваа година пак премиерите подпиша спогодба за декларација за младинска соработка и повторно се случи еден неславен момент, тоа е дека никој во земјава не беше информиран за тоа, никаде не е достапна јавна информацијата и она што требаше да го направат земјите по тоа е да номинираат еден представник за институциите и еден за невладините. Представникот за невладините е номиниран без никаков повик, без никаква консултација, без никаква транспарентност во процесот и сега е веќе на средбите каде што се планира регионалната канцеларија за млади. Во Србија, за разлика од Македонија, Националниот младински совет или КОМС е организацијата која го отвара повикот за номинирање на представникот на граѓанските организации, како што впрочем и до Во 2014 година студентите направија експлозија со нова енергија, организираа масовни протести. Како ти лично гледаш на студентските протести? Студентските протести беа еден од најзначајните изблици на младински и граѓански активизам кој што многу е поместија Македонија. По нив следеше формирање на професорски пленум, родителски пленум, наставнички пленум, средношколски пленум, новинарски пленум. Се случи уште многу протести насочени кон Министерството за здравство, кон избрзоплетите и нејасни измени на законите за хонорарци. Односно, крајот на 2014, почетокот на 2015 беа врвот на македонскиот граѓански уличен активизам и најголемо веројатно охрабрување досега и студентите научија сите една многу добра лекција.